Одам на пица. Не е само поради пицата, не е само поради храната, и поради морето и погледот. Igor Filevski Show. Ова е период од годината каде што почнуваат повремени дождови кои што траат 2, 3, 4 дена и тогаш мора да се внимава на чадор, мора да се внимава каде се движите низ Малта, бидејќи пола Малта е поплавена. Овој остров не е учен на дождови, па и целата инфраструктура, канализации е во тој контекст. Сега, например, Емсида, Гзира, таму не може да ни со кола да се движите. Мене лично ова ми е убав период од годината, бидејќи се на се вкупно, ако се соберат деновите под дожд во Малта, не се повеќе од 20 до 25 дена вакви. И да знаете, вака ќе биде скоро цела недела. До вторник, среда нема да видиме ни сонце, а подоцна ќе биде и сонце и дождче. Тоа само едно ми најавува, дека веројатно заврши капењето. Минатата година одевме до декември, оваа година може ќе биде до ноември. Нема да кажам се е тоа благодарение на климатските промени, знаеме на што е благодарение, но ајде да не го земеме здраво за готово тоа, бидејќи сепак можеби и подоцна после следната недела пак ќе почнат сончевите денови. Значи како и да е, овдека сум на едно од моите 5 омилени македонски точки, кои што, мисля, конкретно овдека блиску до морето, може да се ужива, иако нормално е дека луѓето на дожд помалку ќе сакаат да бидат надвор, но чадорот помага, а убавината на природата е незаменлива. Едно од работите кое што го привлекува најголемото внимание изминативе 10 дена е процесот што се води помеѓу Европска унија и Тему. Не треба да ви објаснам кој е Тему, сите знаете. Го направија најголемото поместување на работите во испорака онлайн, интернет и така натаму. Мислам дека и Алибаба и Амазон им грабнаа голем дел од колачот и веќе американците почнаа да менуваат правила во однос на нив, а Европска унија поточно, бидејќи ние сме дел од Европска унија овдека, веќе сака и таа да воспостави регулативи. За разлика од американците кои што рекоа дека од сега веќе нема да им испорачуваат пакети што не се потешки, што не се потешки од 100 кг, ги ограничуваат со килограми, но Европа инсистираат да ги погледнат сите документи за да видат колку тие како компанија имаат влијание и како работат во однос на целата пиратерија и во однос на тоа што се продава, колку голема контрола, затоа што факт е дека на Тему може да се најде и Адибас, и Гајфон, и сите тие такви глупости кои што реално во нормалниот живот ако ги сретнете е кривично по закон, се уништува робата, се покренува судска постапка, а како преку Тему ако си нарачете гума патики или Адибас тренерки, нема да платите ништо од тоа што е пиратерија. Значи нема да ви биде уништена робата. Тие регулативи сега Европска унија ги бара да ги согледа на многу аспекти, да види како се работи и Тему мораше да ги даде документите. Казните се преголеми. Ако не најдат заеднички јазик, значи дека наскоро квит ќе биде за Европска унија и казната, верувале или не, достигнува 6% од нивниот глобален профит. 6% од нивниот глобален профит толку може да бидат казнети. А ако бидат толку многу казнети, верувам дека ќе стават клуч на бизнисот. Предпоставувам дека тоа се дел од игрите на големите кои што инсистираат да се прочешлат и така натаму, бидејќи на пример во Малта буквално растураат на сите полиња. Јас дури познавам и македонци кои што ќе дојдат овдека на 15-20 дена си нарачуваат од Тему да им стигнат пакети за дека се во Малта, бидејќи навистина брзо стигнуваат и навистина има се и се што, и да си ги земат, затоа што во Македонија, знаете, тоа со пошти, со такви работи, спораке, катастрофа.
Еј, тоа го има. Ова го кажав од аспект заради тоа што е една од темите која што допрва ќе се разгледува и е интересна за сите нас овде како живееме на островот, бидејќи на вистина овој глобален онлайн шопинг прави една експанзија на секаде во светот. Incominciavo a volare nel cielo infinito. E come dice? Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo felice, più in alto dal sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. La tua voce, la musica dolce che suona per me. Ballare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù con te. Oba. Thank you. Кога доаѓам овдека, уживам во пица. Јас сум еден од ретките кои што пицата јаде цела, не ги фрлам крајчињата, не дека ќе биде поврзано со ова што ќе ви го кажам следно, туку навистина ми се допаѓа. Посебно во Лас Палмас имаат некои италијански мајстори, веројатно, или рецептата ја знаат најдобро, и ако пред неколку години ми беа веќе Наполи сицилијанците број 1, сега веќе знаете кој ми е број 1. Фрлање на храна во Европа. Еден голем проблем кој што допрва доаѓа, верувале или не, повеќе сега во светот се фрла храна, отколку што се фрла амбалажа. Во рамки на Европска Унија прочепкав и најдов кои се најголемите фрлачи на храна во рамки на нашиот континент. Знаете кои? Грција и Малта. 200 килограми годишно по човек фрлаат храна. Неверојатно. Балканот, замислете, Балканот има генерално процентуално околу 150 килограми по човек. А границите во кои што во нормала би требало тоа да биде е 10 килограми годишно по човек. Замислите колкави се тие бројки. Затоа, луѓе, трудете се храна да не фрлате. А не можат големите компании да ја испорачуваат на места каде што недостасува храна, например африканските земји, кои што имаат голем недостаток од храна, бидејќи складирањето, обезбедувањето, законските регулативи, хигиенските регулативи, здравствените регулативи се преголем процес за да може таа храна наместо да се фрла, а е во користење се уште, да се транспортира. Затоа трудете се, купувајте си онолку колку што ви треба, одете уште еднаш, кога ќе дојдете во ресторан, изедете си целата пица како мене, не ги фрлајте крајчињата, премногу е. Сега правам мал скок на кратко, знаете зошто? И зошто сум овдека покрај овие награди? Може да ги фатиш?
следната недела, значи, веќе ќе го дознаеме победникот на Business Malta Awards, тоа е државна награда, каде што сите компании учествуваат, а ние имаме македонци учесници. Токму така. Ама Шугар е дел од тимот во кој што ви кажав, сега ќе ви прочитам да не сгрешам. Исчекори до финалето во можност за освојување наградата Лидер во инклузивност. Знаете дека тоа финале остава најголем впечаток не само во рамки на островот, во рамки на оваа држава, туку во рамки на Европска унија. Бидејќи компаниите кои што ги внесуваат во своето нормално работење сите лица со специјални потреби и оние кои што се со некаков хендикеп и така натаму и им ја пружаат раката како на секој нормален човек, тоа станува збор за нешто што е многу вредно, многу хумано и нормално, тука би следувала наградата Лидер во инклузивност. Тие се финалисти. Тоа е веќе една награда, меѓу тројцата најдобри, сега ќе видиме кој ќе ја освои таа награда и има уште една, може да биде и можност за освојување на Гран При во бизнис лидерството во секторот угостителство туризам во Малта. Така да овие слики овдека, не знам дали ги паќаш и од блиску, ги виде од блиску, овие слики овдека веројатно ќе треба да се направи уште некое место да се вметне некоја нова. Следната недела ќе одиме во живо од Malta Business Awards. Дел од наградите до сега се тие свечанства се одржува во хотел Хилтон, во Континентал и така натаму. Овој пат Соцнет Медија ќе биде во живо на овој настан и ќе ви ги пренесе првите впечатоци за нас. И финалето, самото финале е веќе награда. Но никош не се знае, може би и сериозно ќе застанеме како македонци први и во оваа категорија. Тоа беше накратко за денешново издание. Значи, бидете внимателни, следете ги временските токови, затоа што генерално во Малта никогаш дождот не е во континуитет повеќе од 20 до 30 минути. Па има 10 минути, 15 минути пауза, па пак 20-30 минути и така ќе биде сиве овие наредни неколку дена. Но секогаш имате добар избор да се зацкриете на убаво, потопло, суво и атрактивно место. Friday, 8 p.m. New podcast.